Здраво на сите, добро дојдовте во оваа мини епизода на подкастот Вистинијан збори. Моето име е Ѓорги, а со мене, како и секогаш, најнормално се моите колеги од Правниот факултет во Скопје. Димитар Тромбевски Тромбе, кој повторно ни се јавува од Битола, сега веќе една година постар, и нашиот Джеймс Бонд Никола Донев, повторно од Штип. Како сме, колеги, што има ново? Одлично, супер. Во Битола многу тешко, некако се ладиме, пробуваме, ама тешко успеваме. Ја искрено сум целосно оддаден на паузата, така што повеќе чепкам околу трудот што треба да се пишува за конференциите во октомври. Ова може би мало најава на 5 август, но Spoiler alert. но само тоа ќе кажам. Да, не, баш убаво дека спомна паузата, дека мината недела ставивме пост и нели се договоривме, не снимаме ништо и нема да извадиме ништо до 5 август, ама сега сме 30 јули и снимаме епизода која ќе излезе на 31 јули. Не знам, мене убаво ми дојде паузата, тоест уште трае реално, ама сакавме ова е мини епизода кај што нема да одолговлекуваме многу, нема да идеме по сад време као обично. Сакавме да поразговараме и да видиме каде сме со подкастот. Почнавме да снимаме пред точно 4 месеци, кога се собравме и зборевме за Берни Сандерс 1-2 сати и после имавме интервју со Боро другиот ден, па на 1 април излезе и првата епизода. Сега, не знам, има многу што би збореле, ама чисто онака да видиме до кај сме и какви беа очекувањата во самиот почеток ваши. Знам дека зборевме за тоа на подкастот, ама некои ваши лични очекувања и колку тие очекувања досега се остварија или не се остварија. Да, вашиот спомна првата епизода и вашната зборавме за што очекуваме во иднина и во таа прилика да реков дека овај подкаст го гледам во глава и сите се движевме околу тоа, дека е една платформа кај што слободно можат да се изразат млади луѓе. И мислам дека, условно кажано, израснавме во една таква, кај што имаме доста студенти кои што на најразлични теми слободно можат да се изјават и други студенти да ги слушнат што сакат и што можат да кажат. Мислам дека одлична работа направивме, затоа се разбира треба да се поправиме, си имаме и ние некои фалинки и мислам дека треба малце да го прошириме обемот на теми за кои разговараме, ама затоа имаме пред нас многу време. Да, сега кога спомна теми и поготово за студенти, мислам од вкупно 34 епизоди, ова мое мало истражување кое што го правев, во 11 сме збореле за политика, во 8 сме збореле за студенти, за, не знам, за универзитетско студентско собрание, за некои други работи кои се поврзани со студирањето и високото образование. Имаме вкупно 20 тематски интервјуа направено до сега, 5 англиски епизоди и ако гледаме по професии, од вкупно 34 гости, имаме 19 студенти, од кои што некои повеќе пати, тоест 2 пати ни беа гости. Имаме 4 професори до сега, што е супер бројка. Имаме 4 средношколци, за кои што не мислевме дека ќе имаме, барем кога почнувавме, ја не мислев дека ќе имаме и средношколци на подкастот, ама супер испадна. После тоа имаме нормално епизоди со Мила и со Тимчо, тоа политичари, имаме со двајца активисти, пискор волонтери од овие американски епизоди, кои што повторно, пак ќе кажам, кога почнувавме со подкастот на 1 април, не сметавме дека ќе имаме и англиски епизоди ќе правиме. Така што мислам дека дефинитивно беше work in progress целиот проект на Вистинијан збори и мислам барем за мене очекувањата беа скромни, затоа што нели почнуваш подкаст е на специфична тема, тема што е интересна за нас, но не и во глобала, барем на лавинската анализа, така што мислам дека дури за воеднина фокусот е, според мене, можеби би требало да биде повеќе насочен кон она
подлабока анализа на комплексноста на оно што ние го реално учиме и го живееме. Да, мислам дека тоа е еден од аспектите кои што дефинитивно може да се подобрене. Ја само би додал дека, не знам, кога почнувавме, очекувања немав многу ни ја, ама една од работите кои што мислам до сега не сме успеале да направиме е да ги натераме нашите слушатели да слушаат подкаст. До сега сите не слушаат на YouTube, речи си као overwhelmingly најголем дел од нашите прегледи или views или било што ги добиваме од YouTube. Тоа е супер и нели, до сега имаме супер успех таму, ама нешто што ја во иднина би сакал да се поправи е токму тоа. Луѓето да не слушаат на Spotify, на Anchor, на Apple Podcast не сме, тоест едната не е, другата не е, пошто е на македонски, не е одобрена уште. Тоа ми е целта, бидејќи ја кога слушам подкасти, ја ретко кога седнувам на YouTube и го слушам целиот подкаст. Да, најчесто подкасти имаат и видео верзија, ама подкаст е нешто што се слуша, а да не мора да седнеш скрос и да му се посвети само на тоа. И не знам, на road trip, наместо музика слушаш подкасти. Тоа ми е некоја моја цел, која што ако не успееме со овој подкаст, не знам, може ги пробам со некој друг, ама углавном тоа е едно од работите кои што досега не сме успеале и затоа не знам, сме збореле дали да направиме епизодата само аудио верзија, а клипови да ставаме на YouTube. Мислам дека не сме до таму се уште, као ќе продолжиме на YouTube да ги вадиме епизодиве, ама тоа е една од целите кои што сега ја поставувам за мене, ако не и за целиот подкаст, да дојдеме до тој левел кај што ќе создадеме култура на слушање на подкасти. Тој што кажа дека за Spotify и ви дојдата слика како Джо Роган ко правеше дил и то фамозно Spotify strikes deal with Joe Rogan, па може ние ќе видиме Spotify некогаш strikes deal with JZ. Може тогаш ќе не гледат на Spotify. Да. Не знам, не сме збореле по строги правни принципи може. Да. Не сме збореле као само една епизода имавме после избориве, као Spotify сега веќе и официјално во Македонија, така што можеби тоа ќе допринесе повеќе луѓе да слушаат подкастот во аудио верзија, но ајде сега вака, пред да најавиме некои нови работи кои што имаме со подкастов, дали имате ли некоја случка, некоја интересна работа што ви останала во сеќавање во овие 4 месеци? Јас знам дека ја премногу, ама вас прво да ве слушнеме, па после ја ќе споделам една моја. Имам доста, како што кажете, имат доста интересни случаи. Као една ви сакал да ја спомнам и да ги пофалам воопшто тие епизоди што ги имавме со Мила и со Тимчи, периодот пред да ги сниме, односно неизвестноста, дали ќе бидат воопшто и како до последен момент таа неизвестност траеше, тоа беше малце смешно, малце трагикомично. И друга дешавка има полно, има и со Љупче Златев, цел тој хитпис и така дале. Во почетокот како што почнавме, така директно за добре дојде од Љупче Златев поклон. Тоа беше интересно и најможи Никола ќе каже затоа ќе поправиме муавет. Ама во главала сум многу задоволен од епизодите со Мила и Тимчо и тие како најмногу позитивно место, затоа што постававме некои прашања што ги нема, да речеме, на дебата на МТВ да се видат, а треба да се слушнат тие проблеми и тие прашања. Јас генерално као почитувам цивилизиран, отворен дискурс, на моментот кога ризикуваше да стане мим вор на Инстаграм, таму е поставам линијата и не, тоа е веќе надвор од цивилизирани моменти на отворен дискурс. Но мислам дека мојата интересна епизода мислам беше она за Џорџ Флојд, затоа што мислам дека таму повеќе начавме на длабинска анализа на одредени проблеми, иако не се лично за нас. Така што мислам дека и би било супер и да правиме уште такви анализи. Да, тоа беше, се сеќавам баш кога снимавме, бидејќи
за епизодиве да се спремаме, ама не толку многу. Као имаме гостин, супер, знаеме за што ќе збориме, ќе се спремиме саат време максимум, ама за таа епизода знам дека едно 3-4 различни подкасти изгледав, неколку видеа, повеќе артикли, као се спрема буквално цел ден пред епизода за да знам за што зборам и тоа беше едно интересно искуство. Да, не зборевме за нешто што нас не засега директно, ама беше наистина добро. Сега, колку луѓе слуша, колку разбра, колку го добија тоа таа вест од нас, тоа е друго, ама ја уживав додека правев епизодата. Не знам, мене, кога ги правиме овие епизоди, мене ми е онака ептен стресно, се до моментот кога епизодата е на YouTube стаена, бидејќи јас сум тој кој што седнува, ги едитира на компјутер, на еден толку слаб компјутер кој што по 100 пати ми има крашнувано, да некојаш има некои епизоди кај што се преголеми, ја не ги гледам целосно, не ги едитирам, бидејќи сум као ај валјда немало некоја грешка што сме направили, што сме кажали, кај што имало застој, као не се слуша ништо, бидејќи не може компјутерот веќе да ми издржи. Па затоа ја пуштам така. Сега, ако некој слуша, ако ни даде коментар, окей, не можам ништо да направам за тоа, ама тоа ми беше као таа неизвестност, као и Димитар ти што кажа со Мила и со Тимчо, као 2 недели ние не знаевме дали уопште ќе снимаме со нив, као немавме некои бекап опции или имавме, ама не сме ни пробале да ги оствариме по случај тие да не прифатат тие некои работи за секојаш, као не знам, правиме интервју со некој, интернетот ќе ми падне и сега само јас снимам. И затоа после одреден број на интервјуа и тројцата почнавме да снимаме, кај што ако мене ми фали, Димац ти имаш или Никола ти ќе ставиш, па некако ќе ја земам и ќе ја вклопам тоа аудио. Ја сечиме, ќе монтираме. Баш онака, баш по стилот на нашите политичари и политички партии. Ама мислам пак е она work in progress, секако пробуваме да најдеме некои нови начини. Не, тоа да и можам да се пофалам дека сега имам нов лаптоп, чисто за Лјупче Златев и за Лидер, и за кој што не напаѓаше у старт, не е од државни пари, не се секирајте. Ама, мислам дека сега барем повеќе ќе работам на видеава, кај што се надам дека сега ова видео што гледате е со супер позадина, не е веќе само црна позадина, како досега што имавме. Иако ми треба едно 5-6 сати за самото видео да се заврши, да се експортира, сепак, не знам, сега нема да биде само во опис timestamps што имаме, за да знаете која тема каде почнува, туку ќе биде и во самото видео, така што уште полесно ќе биде да се следи епизодата и ќе работиме на некои нови работи на кои што барем сега у паузата имавме повеќе време да се посветиме. Никола, ако сакаш ти можеш да ни даеш мало објаснување за еден од проектите кој што го започнуваме наскоро. Да, всушност новиот наш проект е во оние моменти кога можеби имаме теми за кои што не можеме да ги покриме на подкастот за да не биде премногу маратонски 24 часовен подкаст, што мислам дека можеме да го изведеме некој ден. Мислам дека за нас мило ми е што можам да го најавам и новиот проект во рамки на Истинијан збори, а тоа е нашиот нов имейл newsletter или билтен, како би било и на македонски. Мейл вестник, не знам. Да, имейл билтен, имейл newsletter. Кога збориме за подкаст култура, имейл newsletter се сосема посебни работи и многу интересни. Така што доколку сака да слушнете тоест да прочитате наши мислења на теми или да слушате предлози за било што, тој имейл newsletter е местото каде да може да најдете. Да, и таму од Димац најчесто ќе добивате видеа, Никола ќе си пишува работи кои што го интересираат и ќе прави анализи за милион различни теми, а ја најверојатно ќе ви дам подкасти.
пошто само тоа го правам секој ден. Надежно моите текстови нема да бидат отрени во 2 мејла да се пратат. Надежно. Пази, има лимитирање мисла на MailChimp, така што ќе треба да разговараме за тоа. Ама Лош. Не, ама сега ако не слушате, а сакате да го добивате овој, не знам, newsletter, ајде на англиски ќе си го кажуваме, пошто на македонски малце глупо звучи. Јустинијан збори плюс ќе му биде името, демек нешто екстра од нас. Излегува секој понеделник, или барем ќе пробаме да излегува секој понеделник. А се што може да направите е да се преплатите на линкот кој што ќе стои во описот на овој видео, ќе стои кај нас во бајо на Инстаграм, ќе го споделиме на Facebook, ќе ве спамаме сега следниве неколку дена само со тој линк, така што ако сакате слободно поставете имейл адреса, име, презиме и кога ќе почнеме да ги вадиме ньюслетерите секој понеделник, ќе почнете и да ги добивате. Една од причините зашто и оваа епизода ја правиме е токму тоа. Да поразговараме што сме направиле, како можеме да се подобриме, и ова е една од темите у областите кај што навистина мислам дека имаме потенцијал да бидеме уште подобри, бидејќи што кажа Никола, ние може да збориме и по 3-4 сати на подкаст ако сакаме да навлеземе длабонски во работиве, ама немаме време и ретко кој би го слушал ако е многу долг. Така, убаво концизно ќе биде во ньюслетерот се она што не можеме да го збориме или да ви кажеме за, па така преплатете се ако секогаш може да се отпреплатите, unsubscribe. Уште една новост пред да ви најавиме некои првите епизоди кои што ќе идат август 5 е дека започнуваме и со спонзорства, тоест веќе го имаме нашиот прв спонзор, Artisan MK, може да ги најдете на Инстаграм. Мислам дека скоро сега планираат и вебсайт. Ако сте, не знам, заинтересирани за рок музика, за било каков вид на музика, па и за било што, и сакате да доносите мајичка со лого на бенд, на пејач, на whatever, you name it, мислам дека и Че Гевара ќе го имаат сега. Така што може ние на подкаст со нивна мајца, заследете ги Artisan MK на Инстаграм и со тоа ќе ве спамаме сега. Тоа е едно од нашите новини кои што сега успеавме да ги финализираме за време на нова пауза мала што имаме. И Димитар, ти сакаш да ни кажеш што ќе биде за прва епизода? За прва епизода имаме прилично интересно, ќе разговараме со председателката и со координаторите на конференциите што се случуваат на ниво на УКИМ. Тоа ќе бидат опфатени околу 6 конференции и ќе разговараме што се конференциите, кога може кога е последниот рок за пријавување за учество на истите и ќе ни објаснат координаторите што всушност се тие конференции. Да, ако не знам дали се сеќавате, имавме правено интервју до сега едно со Ангела Најдовска. Таа е председателка, подпредседателка за наука. Подпредседателка за наука при УСС. Таа ќе ги најави само конференциите на почетокот од епизодата и после тоа ќе преминеме во разговори со координаторите од сите 6 конференции. Па така, ја тука ви застанал, ако имате нешто слободно да додадете што заборавивме, повелете, ако не, овде би се одјавил и само би ве повикал да се преплатите на нашиот newsletter, кој што линк веќе ќе го имате од која оваа епизода ќе биде на YouTube. Заследете ги Artisan MK на Инстаграм и нормално слушате Јустинијан збори и не идете у кладилници.